Одговор, заменик министре. Рековте буџетот предвидувал средства за земјоделие. Јас ќе ве потсетам дека средства за земјоделците беа предвидени и со програмата Живот за сите во Охрид и воопшто во Македонија уште за 2017 година. Овие средства кои што ги наведовте сметам дека треба да се користат за субвенционирање на земјоделците, а не за отварање на откупно-дистрибутивни центри, на земјоделски откупно-дистрибутивни центри и верувам дека така ќе биде. И јас повторно ќе ви се заблагодарам што не упативте како да постапиме, иако сме сосема свесни дека и после 5 години владење на оваа власт, градоначалниците на ВМРО ДПМН ќе мора да решаваат вашите ветени, а не реализирани проекти, бидејќи друго чаре и немаме. Во оваа прилика сакам да ви пренесам искрени поздрави од охридските земјоделци, кои што туку ми пренесоа дека во Охридскиот регион 600 тони цреша чекаат откуп. Имено, откупот прекинал, само што почнал. Пренесете му на министерот кој не ја реши корупцијата, дека со ваквото однесување ќе ги уништи и охридските земјоделци и земјоделците во Македонија воопшто, затоа што додека вашите министри се сликаат помеѓу граѓаните, во време кога буквално сите цени растат, почетната цена на охридските цреши опаѓа. Понатаму, добро е да знаете дека иако на земјоделците им била кажана почетна цена од 90 денари по килограм, само за прва класа, додека втора класа воопшто не им се откупува во моментов, а и онаа мала количина што е откупена, се откупува по цена од 40 денари. Црешите и воопшто земјоделските производи, ако не сте знаеле, скапуваат и токму затоа го поднесуваме овој амандман по 5-ти пат. Затоа, јас ќе ве замолам, уште во текот на расправава денешна, да му телефонирате на министерот за земјоделие и да му пренесете, бидејќи очигледно не знае, дека за да произведе 6 до 7 тони цреша се трошат околу 200.000 денари, а при тоа енормно се зголемени трошоците за вештачкото ѓубриво и останатите потребни препарати. Во поглед на овој амандман сакам да истакнам дека Охрид има реална потреба од барем еден откупно-дистрибутивен центар со цел да овозможи земјоделските производи соодветно да се сортираат, пакуваат и продаваат. На тој начин, доколку го прифатевте овој наш амандман, би влијаеле на обемот на производството и би се подобрил квалитетот на земјоделските производи кои се произведуваат во селата Горно и Долно Кочереј, Лескоец, Велгошти, селата кои гравитираат во околината на Косовска општина и така натаму. Ова уште повеќе затоа што климатските услови во Охрид ги задоволуваат сите параметри кои се неопходни за оранжериско производство. Чувствувам потреба да ја потсетам јавноста, посебно охриѓани, дека ако зборот на вистина беше збор, уште во 2019 година ќе беше изграден ваков откупно-дистрибутивен центар во близина на населените места Велгошти и Лескоец, кој ќе беше опремен со простории за ладење и одржување. Инвестицијата во ваков центар помогнеше на земјоделците од регионот за нивно окрупнување и организирање во кластери на земјоделски производители. Функционирањето на откупно-дистрибутивниот центар за земјоделски производи ќе придонесеше за зголемување на конкурентноста на пазарите, заштита на откупните цени на земјоделските производи, подобрување на квалитетот на земјоделските производи. Еве 2022 година, значи 4 години подоцна од даденото ветување, од кое за земјоделците од Охрид останува само и единствено ехото од големото владино ке, од кое полза немаме апсолутно никој. Ви благодарам.